Добро вечер во емисијата 360 степени налсат. За актуелниот политички контекст во државата вечерва дебата со подпредседателите на СДСМ и на ВМРО ДПМН Перо Костадинов и Владо Мисајловски. Да, легитимно е да побараме да има предвремени избори, бидејќи проблемот во државата е владата и сите оние коалициони партнери. Но од друга страна требаше да се види и она лице што го има Талат Џафери пред целата јавност. Барањето е уценувачко, тоа го знаеме сите, а тие со своите постапки и дела во секој момент од нивната политичка активност можат да покажат како и што нудат на полето на справувањето со кризите со кои што моментално се соочуваме не само ние, туку и Европа и светот. Реклами па дебатата. Гледате 360 степени. Тензично е деновиве во и околу собранието. Овој актуелен заплет на домашната политичка сцена почина со одлуката на ВМРО ДПМН за така наречена активна блокада на парламентот, а на интензитет додадоа и испадите од председателот на собранието Талат Џафери, кои беа причина за опозицијската партија да најави интерпелација за него. ВМРО ДПМН притиска за предвремени избори, а од СДСМ и ДУИ одговараат дека нема причина ниту логика за такво нешто. Ова е поидовната точка за вечерашнава дебата со подпредседателите на СДСМ и на ВМРО ДПМН Перо Костадинов и Владо Мисајловски. Добро вечер и за двајцата, добре дојдовте. Вие генерацијски сте блиску, треба да сте нова крв во двете партии. Перо Костадинов, еден од четворицата подпредседатели на СДСМ, инаку градоначалник на Валандово во втор мандат, првиот од 17 до 21, лани бевте реизбран, во втор мандат, дипломиран економист, пред политичкиот ангажман со искуство во бизнис секторот. Благодарам што сте со нас. Благодарам на поканата. Владо Мисајловски, исто така, еден од четворицата подпредседатели на ВМРО ДПМН, е во моментов пратеник во собранието. Предходно министер за транспорт и врски од 2015 до 2017, пред тоа и директор на јавното предпријатие за државни патишта, инаку политолог, така? Да. Благодарам и за вас што сте дел од 360 степени. Мисајловски, ако крајната цел е да се испровоцираат предвремени избори, каква е оценката од активната блокада на собранието од досегашните ваши активности? Благодарам на прашањето, благодарам на поканата. Ние пред да започнеме оваа активна блокада, најавивме и пакет мерки, односно побаравме и од СДСМ, и од сите политички партии, и да направиме и посебни работни тела, каде што ќе разговараме за многу закони. И она што е добро, и оние закони што се добри, заеднички да ги изгласаме, да ги поставиме на посебни седници, да разговараме за здравството, за образованието, да разговараме за економијата, да разговараме за се што е потребно. Но нема разбирање. Да, едно од барањето исто така е и легитимно на опозицијата да има предвремени парламентарни избори. И зашто го говориме? Ова веќе е 6-та година на власт. Гледаме дека се сочуваме постојано со кризи. Имаме криза со пандемија, имаме енергетска криза, имаме огромна криза со војниот конфликт, тоа мора и сегде е таа проширена, но имаме опасна економска криза со сите трошоци за живење. И затоа подаваме рака да седнеме да разговараме, бидејќи ако немаат капацитета, гледаме дека овие 6 години немаат капацитет да се справат со сите овие проблеми, затоа и понудуваме рака да седнеме заеднички некои работи да ги донесеме. Да, легитимно е да побараме да има предвремени избори, бидејќи проблемот во државата е владата и сите оние коалициони партнери. На тој разговор и таа лидерска што ја бараме за да подадеме рака и да разговараме, бевме одбиени, тоа експресно бевме одбиени. Ја не го разбирам тоа зашто. Збориме за закони што се добри, што заеднички може да ги поддржиме. Наместо да разговараме за некои закони моментално што се во собрание во комисија, не знам, што е многу значаен за ДУИ да биде некоја посебна лотарија да се направи за да има бенефит ДУИ некој околу нив, да разговараме за закони што се системски што им требаат на сите. Зашто да не одбијат? Ја не ја разбирам причината. Но од друга страна, еве ќе бидам целосно искрен со вас, требаше да се види и она лице што го има Талат Џафери пред целата јавност. Бидејќи ова сега што го прави Талат Џафери не е од сега, ова се случува месеци и години. Вие не можете да не знаете што имате на дневен ред. Може да не ги апсолвираме сите теми на почетокот, Само ќе резимирам.
Целата оваа работа што моментално со активната блокада ја прави ВМРО-ДПМН да се видат сите погрешни политики, да ни се дозволи нас како парламентарци да говориме. Тоа е основно право на секој од нас, но и сите забелешки што ги имаме према СДСМ да ги потенцираме и целата јавност да ги види. И на крај да го видат лицето како се однесуваат оваа Џафери спрема сите. Костадинов, навистина, зошто е проблем премиерот да го покани лидерот на опозицијата на лидерска средба? Па вака, според мене клучно за се што се отвори еве на почетокот за да дискутираме е целта која што ја споменавте и вие, која што има ВМРО-ДПМН во моментот, а тоа е да се предизвика предвремени парламентарни избори. Според мене, во моментот на решавање на клучните, суштински државнички прашања, исправени сме пред нив, и на сите кризи, бидејќи во мандатот кој што го имаме ние сега во моментот, знаеме дека голем дел од кризите се светски. Не се предизвикани од владата, туку баш напротив, владата покажува сериозна активност и мерки носи кои што носат потоа дополнително резултат во справувањето со тие кризи. Така да според мене моментот и целта која што има поставено во ВМРО-ДПМН, мислам дека многу брзо ќе сватат и тие самите дека е погрешна, е слепото барање на брзи предвремени парламентарни избори. Дозволете едно подпрашање. И самите представници на ВМРО-ДПМН кога зборуваат за потребата од лидерска средба, велат да, ние ќе го изложиме барањето за предвремени избори, тоа не значи дека мора да се прифати или дека ќе се најде заеднички јазик околу тоа. Па во таа смисла лидерската не е ултимативно, колку што разбирам, побарано. Јасно, но во секој случај барањето е уценувачко, тоа го знаеме сите, а тие со своите постапки и дела во секој момент од нивната политичка активност можат да покажат како и што нудат на полето на справувањето со кризите со кои што моментално се соочуваме не само ние, туку и Европа и светот. И мислам дека и ние, и вие, и граѓаните генерално можат да видат колку се искрени во тие намери, односно во намерите за справување со кризите со кои што се соочуваме. Не треба да подсетувам дека во моментот имаме една од најголемите кризи после Втората светска војна, пред која што сме сите исправени, но исто така преку низа пакети и економски мерки и други најразлични мерки, парите се враќаат кај граѓаните со дополнителни издвојувања, еве и со ребалансот, за да успеат да се амортизираат сите тие. Една од тезите на ВМРО-ДПМН е дека како ретко кога ова е период во кој што нема никаков канал на комуникација меѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН. Па видете, сега тука можеме да отвориме многу прашања и да јас себе да поставам прашање на кој начин да го воспоставиме диалогот. ВМРО-ДПМН во моментот не е опозиција во државата. ВМРО-ДПМН во моментот го води градот Скопје и речиси сите други поголеми општини во опозиција е на централно ниво. Вака сега. Имаме нивни градоначалници кои што не покажуваат диалог и во полето на презентација на општинските проекти. На крајот било кој проект да се направи е направен со парите на граѓаните, не со парите на СДСМ или со парите на ВМРО, туку со парите на граѓаните. ВМРО-ДПМН во моментот на сите тие настани го носи партискиот врв. Нешто за кое што сите заедно се бориме, а тоа е да направиме департизација на државата. Така да на полето на диалогот, повторно ќе кажам, секој може да види кој колку е искрен во своите намери преку своите постапки. Да му дадеме сега шанса на Началовски. Неколку тези кажавте. Прво една погрешна теза. Велите политиките што ги прави ВМРО-ДПМН не се погрешни или слични. Политиките што ви ги предлагавме вас во собранието, да се намали акцизата, не одбивте. Зборам кога драматично порасна цената на горивото. Не одбивте. Веднаш, експресно. За потоа да видите дека е добра политика и ја прифативте. Побаравме кон вас да седнеме, да се намали данокот на сите продукти. Кога отворливте тоа, подоцна свативте дека тоа е потребно. За неколку дена завршуваат тие мерки. Пак е поскапат цените на сите трошоци. Еве сега, тука ќе кажем во емисија, ние ќе поднесеме повторно закон за да се пролонгира тој процес, односно времето до нова година и до кога е потребно, повторно се продолжи со тој закон. И сега тоа е штетна политика. Па јас, ако седам со вас, имам диалог, зашто да не седнат лидерите на партиите? Зашто? Што е проблематично? Велите,
не треба да се разговара за парламентарни избори. Зашто да не се разговара? Еве, седнете, нека се разговара, може би вие имате други аргументи, зашто не треба да има избори. Ние ќе ги кажеме сите наши аргументи, зашто треба да има избори. Основна работа, според мене, е да има комуникација помеѓу партиите. И зашто го говорам ова? Ако вие сакате со нас за некои закони да разговарате, нема на врат да ви бидат другите коалициони партнери и ДУИ. Вие сте сега моментално заложник на нивните политики. Бидејќи денеска ако ДУИ не сака да имате кворум, нема да има кворум. Денеска ДУИ ако не сака да има, не знам, некој закон да помине или да има потенциран некој нивни амандман да мора да се прифати, нема да има кворум. Тоа се случува. 3-4 месеци не доаѓаат на работа дел од пратениците, наеднаш сите доаѓаат да се изгласаат законите и тоа не изгледа како парламентарно собрание. Ние тоа што го бараме од вас е да седнеме да разговараме за сите теми. Вие бегате. Тоа е ваше право. Во ред, нека не се разговара. Ако мислите без диалог дека ќе направите нешто подобро, грешите. Од друга страна велите на општинско ниво ние сме биле власт. Па ние со месеци бараме состаноци во централна власт. И вие сте дел од ЗЕЛС, предпоставувам. И добро е да седнете со владата, разговарате за сите проблеми. И вие имате проблем со електричната енергија и сите останаат имаат. Зашто за ова прашање не разговараат лидерите, сите партии, да најдеме решение ви се помогне? Бидејќи стварно имате проблем. Така се решаваат проблеми. Као што седнувам јас со вас, имам право да разговарам за секоја тема, не се сложуваме за многу работи, никогаш нема да се сложиме. Ама ако не разговараме, како ќе се решава? Па тук можам? Да, слово. Тука се наоѓа клучниот проблем, бидејќи јас вечерва седам со вас овде максимално пријателски и во духот на диалогот и така треба да разговараме сите чинители на политичкиот живот секогаш. Сега спорното е што во многу наврати ВМРО ДПМН преку класичен популизам, а дури и преку класичен говор на омраза и исценирани сценарија, не го чувствува моментот во кој што се наоѓа во моментот Македонија. А тоа е пред еден можеби најбитен период за државата. Не треба да подсетувам дека изминатиот период посебно се постигнати големи меѓународни успеси на полето и на државност и на решавањето на стратешките цели, постигнувањето на стратешките цели на оваа земја. Значи, Македонија е членка на НАТО, спроведен е попис и не треба да подсетувам еве на сите тие работи и успеси кои што се направени, но него чувствувате моментумот и веднаш после локалните избори се фиксиравте кон моментот дека мора брзо да се оди на предвремени избори. Во време на вакви кризи, енергетски, здравствени, економски, во време на, како да кажам, геостратешка нестабилност и војна која што се случува, според мене е можеби и Мисајловски, може да додадам на динамика. Ме интересира зошто ви е толку тешко да заземете попринципиран став во однос на Талат Џафери. Ги слушам изјавите некако релативизаторски, некако со правење дистанца. Па не е точно дека не можеме да заземеме говор на омраза сега, не може вака да оставиме. Што конкретно некој кажава, ако некој има говор на омраза, јас тука ќе бидам. Веднаш ќе кажам за кого што ќе ќе дискутираме, само да не одиме да не остане нека говориме омраза сега, да не од тема на тема. Значи немам проблем да го кажам мојот став, сметам дека кај нас нели и поделбата на власта е на законодавна, судска и извршна и дека во моментот во законодавниот дом треба на највисоко ниво сите чинители кои што се во моментот во собранието да го решаваат тој моментум. Според мене не треба да се оди на блокада во ВМРО ДПМН. Оди кон тој момент и исценира голем дел од тие случаеви. Ковачевски не може да го разреши Џафери, ниту да иницира и така, но партијата може да заземе политички став. Не смееме да дојдеме ни до моментите кои што неодамна се случува таму и сме сведоци сите на тоа, во кои што директно беше нарушен уставниот поредок на државата со тепање на пратеници и слично. Така да јас сум да се решаваат, има таму посебни комисии, тела, преку кои што ќе се решаваат тие работи. Бидејќи законодавниот дом, собранието, мора да биде, како да кажам, највисокото ниво на демократија, бидејќи не сме парламентарна демократија, пратениците мора да внимаваат како се однесуваат и во голема мера каков систем ќе имаме ние, зависи од нив. Просто и едноставно. Дали се оградуваат или не?
дали од тие зборови што ги прави, односно што ги кажа Тават Џафери директно на Маратава, на Собранискиот канал, вие се оградувате или не? Може да не одговорите и тоа е ваше легитимно право. Знаете што е пострашно? Што партијата ДУИ не се оградува. Нивното раководство не се оградува. Уште поголем проблем што е секојдневие во Собранијата. Тоа е најголемиот проблем. Не се знаат точки на дневен ред, не се знае ништо во Собранијата. Настанува хаос. И поради Тават Џафери, климата во парламентарното собрание е хаотична. Варварско однесување и мислам дека е за вас и за вас добро да се оградите од неговата изјава. Односно тоа што го Се кажувам. согласувам целосно и затоа ви реков, мојот став го реков јасно и понатаму тоа се треба да се решава во законодавниот дом, но не би сакал да дискутирам политикански. Никогаш, бидејќи во истиот момент јас можам да ве прашам вас дали вие се оградувате од тепањето на пратениците, од некои датуми кои што на сите не се многу пресни, дали се оградувате од однесувањето на Може вашиот... веднаш да ви одговорам. Се оградувам од било какво наследство, од било како вулгарен И чин тоа или е многу слично. добро за дијалогот понатаму. Ама тој диалог е многу човечки и нормален, туку партиите што се во коалицијата ваша не се оградуваат од Тават Џафери. Сега има интерпелација. Вие сите, не вие конкретно, туку пратениците, секој ден ќе го бранат. Дури подпредседателот го фали како најдобриот председател во историја, а он псуе службеници. можам да одговарам за Точно, лични, така е, се слагам. Но не изјави е на- нормално никој од владата да не... Сановски, ја споменавте интерпелацијата, што е планот со неа? Кога Да. планирате да ја поднесете? Ние ги имавме... Интерпелација за Талат Џафери заради Точно публиката, така, да. точно. Интерпелација за Талат Џафери веќе ја најавивме на прес вчера. Ги кажавме сите причини, веќе почнеме да ги собираме подписите, следната недела ќе биде доставена и се надевам дека ќе започне процедурата во собрание, бидејќи неколку интерпелации завршија во ФИОК. Имаш интерпелација за вице-премиерот, мислам во тој период Љупчо Николовски, за Маричи, што никогаш не беа отворени. И верувајте, Талат мисли дека он е деловникот. Значи, толку се прецени од човекот што мисли дека е он го створил деловникот, он може се да направи, може би оваа интерпелација никогаш да не го види и денот за говорење, но да оставиме да видиме, се надевам дека ќе се разговара. Ние многу пати низ изјави кажавме, најверојатно ова нема да успее, знаете зашто? И јас сум многу искрен према граѓаните. Ние ќе ги кажеме сите наши аргументи. Ко падне Талат Џафери, паѓа владата. Они од петни жили сите ќе се борат како оваа влада да остане. Зашто? Бидејќи Дуја води државата и Дуја е тој таа алка што ги спојува. И ја го разбирам теретот што го носат на грб, но за жал тој терет ќе го имаат постојано. Талат Џафери не смее да биде председател на собрание кој се однесува вака. Тој е спикер на парламент. Кој ќе ја поддржи интерпелацијата? Дали знаете политички, дали и други политички партии, освен овие што се дел од вашата поширока коалиција? Колку што имам информација дека дел од опозицијските пратенички групи ќе се потпишат, но денови ќе ви кажам официјално, бидејќи се уште не сме побарале средби со нив, за да левица веќе слушнав дека и они сакале интерпелација. Слобанските опозицијски партии претпоставувам сите ќе се потпишат, но ќе направиме диалог, се разбира, можеби имаат они своје некои мислење, но добро е од целава работа што еве конечно се јави и Панчо Минов пратеникот, што еве ќе ја закаже комисијата за деловнички мандатни. Веќе е закажена за Точно. следниот петок, на 6 така, јуни. значи ќе можеме и тамо да дебатираме и да разговараме, да видиме и тамо што ќе случи, така да овие процеси не се процес воедно што ќе биде, туку одделни процеси каде што ќе се видат разликите. Едното е за говорењето, другото е за целото работење, зборам интерпелација на председателот Џафери од почеток до крај. И сите овие неуставни, неделовнички, варварски работи што се прават. Како партија ќе треба да заземете став, предпоставам ќе дискутирате на вашите тела. Секако. Вашиот став? Па во моментот го реков мојот став, значи со голем дел од тоа како изгледа во моментот и како се однесуваат, но тука да повторно ќе потенцирам на моментот дека сите чинители и сите пратеници мора да бидат на висина на задачата. Не смее да се случи девалвација на функцијата пратеник во ова општество и затоа сметам дека во овој момент на вакви состојби пред кои што сме исправени, мора секој еден народен избраник да биде на висина на задачата во собранието. Ги вклучувам тука сите пратеници, и пратениците од опозицијата, и пратениците од власт. Многу почитувам ова што го кажавте, но не сме да не заклучи во просторија Талат Џафери. Ова што го кажавте се на место. Се е на место. И затоа треба да се оградите да не заклучува, бидејќи кој он да не заклучува? Ама вака, таму има и ваши ако пратеници. треба да се враќаме што се случувало во минатото, сме гледале толку грди слики
И затоа сите да бидеме треба на ниво. Да дискутираме како што вечерва дискутираме цивилизирано и на граѓанството да му понудиме реален прогрес. Не смееме да го труеме граѓанството со политиканство и со дневен политички пазар за тесните лични и партиски цели. Предпоставам, вие ќе го продолжите притисокот за тоа што ви е главна цел, предизвикување предвремени парламентарни избори, најавен е протест на 18 јуни. За сега ова предизвикува некакво внимание, ова што го правите во парламентот, во јавноста, но овој ефект кој што сакате да го постигнете, за сега не се гледа. Видете, јас морам да кажам дека ние ова претходно го правевме. Ние го правевме за одредени закони постојано, може и целата јавност да види што беа штетни, ние претходно ги блокиравме штетните закони, но немавме доволно внимание, бидејќи брзо се собира, се ги гласа, се променуваше дневен ред и сега сакаме авернес да кренеме за сите овие прашања. Ние пак кажуваме, ако е добар законот, ќе го поддржиме. Еве, јавно повикувам и до СДСМ и до сите партии, и до и председателот Джафери, кој така се нарекува сам, да земеме све што е добро, може и на посебна седница да иде. Може сите заеднички се договорат на посебна седница да ги изгласаме сите добри закони. Затоа е потребна координација. Затоа е потребно се. И зашто јас говорам дека се потребни предвремени избори? Бидејќи кога ги гледате мерењата, ова не е ние сме победени на локални избори па бараме веднаш избори. На локалните избори се виде што мислат граѓаните и какво е расположението. После локалните избори, кога ќе ги гледате сите прашања во држава и кога ги го прашате народот на сите анкети, преку 70% се незадоволни. Тоа е клучното прашање во држава. Што правиме и ние како политичари, што прави и општеството, како помалку луѓе да се заминат, како бизнисмените да бидат позадоволни, како сите овие работи што ни се случуваат и сите овие кризи да ги надминеме подобро. Но за жал ништо не правите и затоа не може да се види. Ако може кратко околу принципијалноста, повторно сакам да дискутирам, многу убаво и сладкоречиво звучеше ова што го зборувате, но не треба да забораваме колку закони кои што беа и добри, дури и ковид пакети, беа претходно блокирани баш од страна на пратениците на ВМРО-ДПМН. И тоа јавноста го гледа. Одредени закони кои што беа за унапредување на процесите на децентрализација на локалните самоуправи пред локалните избори беа блокирани токму од ваша страна. Говориме и за законите кои што беа за трансформација на работните односи, на наставниот кадар, зборувам за законите кои што беа за зголемување на дотациите кои што од централна власт ќе одат на локално ниво и ред други закони. Затоа е многу битно да бидеме принципијални и да не се залажуваме дека можеме со сладкоречивост да го лажеме нашиот граѓанин. Друго, за состојбата во која што се наоѓаме во моментот, и пак ќе потенцирам, на многу кризи, не можете вие да избегате од одговорноста. Па вие самите сте биле носител на големи јавни функции изминатиот период. Сите заедно го сочинуваме политичкиот простор и од сите нас заеднички зависи дали нашата реална цел ќе биде македонското општество да се движи напред или нашата реална цел ќе биде да предизвикаме избори или само слепо да дојдеме на власт. Го уморуваме граѓанството, во тоа сум сигурен, затоа и голем дел од реториката и дискурсот кој што се користи во јавните дебати станува, како да кажам, и недемократски, и неубав, и нецивилизацијски, и сите заедно мораме да се менуваме во тој план. Многу цивилизирано дебатираме до сега. Апсолутно, и затоа ми се допаѓа. Да. Мислам дека од секогаш не дебатирале така и во минатото и со останатите подпредседатели, но секогаш имаме различни мислења. Не се слагам дека не сме поддржале многу закони за ковидот, сите ги гласавме, јас барем како пратеник ги гласав сите оние што беа позитивни закони и ако се сеќавате добро имаше и посебни седници каде што се изгласаа пакет на мерки за бизнисот и така натака и така натака. Но бидејќи не сте пратеник, можеби недоволно сте ги следеле сите тие работи, сме изгласале многу закони. Ако гледаме лицемерно, знаете што е лицемерно? Имаше еден закон за поддршка на сите општини. Околу 70 милиони евра за локални патишта кој беше претходно во постапка. И каде што, за жал или за среќа, Тимчо Муцунски, кој беше председател на таа комисија, стана градоначелник. Имаше вакуум период, доста голем, каде што немаше председател на таа комисија и владата го повлече тој закон. Сега ние бараме тој закон да помине. Конечно и вие се согласивте заеднички тој закон да се стави на комисија за да се помогне на општините.
И на крај ќе кажам, се ова што го кажавте за општеството заеднички да го градиме и да биде стабилно, морате вие да прифатите средби со нас. Ако мислите без средби, се сами да правите, тогаш не е возможно ова што го говорим. Едноставно. Се согласувам, но тие средби да не се уценувачки, посебно не во моментумот во кој што се наоѓаме, а тоа да бидат само главна тема пред времените парламентарни избори и исто така на тие средби треба да присуствуваат, според мене, сите чинители на политичкиот живот и сите парламентарни партии. Немаме апсолутно ништо против. Сакам еден друг аспект кој што веќе индиректно, па и директно го допревме во текот на оваа дебата, тоа е локалната власт. Огромна одговорност понесе ВМРО ДПМН е со оглед на поддршката која што доби на локалните избори. За вас прашањето во таа смисла би било дали и тањето на што побрзи предвремени избори на централно ниво е меѓу другото пресретнување на и евентуални лоши резултати од локалната власт кај дел од вашите градоначалници, а за вас е дали вие антиципирајќи го се тоа дека може да се случи на некој начин од централно ниво и не сте баш кооперативни и соработливи со локалната власт, вие сте градоначалник, веројатно можете многу покомпетентно за тоа да зборувате. Мисајловски па градоначалник. Дека има проблеми во општините, има големи проблеми, дека некои градоначалници се очуваат со долгови, големи долгови, каде што немаат начин како да ги вратат средствата. Веќе зборувам за изборната единица, два пример, каде што бев носител, од Ѓорче Петров имате преку 3 милиони евра долг. И сето тоа мора да се менаџира заедно со централна власт. Никој од градоначалниците на ВМРО не бега од одговорноста што ја презел како градоначалник. И секој еден од нив ќе пробува да си ги реализира проектите, претпоставувам така и во Валандово, сега не знам точно работа, но истиот проблем го има во Валандово и градоначалникот, бидејќи нема доволно средства за струја. Истиот проблем градоначалникот ќе го има ако нема доволно вработување во градинките. Истиот проблем на секаде зашто 3000 деца чекаат да се запишат во градинки, бидејќи нема доволно капацитет и во градинките, но и нема доволно согласности од Труд и социјален, Министерство за финансии. Нема доволно средства во капитални проекти, бидејќи слушнавме дека сега со овој ребаланс ќе краделе 100 милиони непродуктивни трошоци. Зашто не им дадоа по 1 милион на секоја општина по една градинка направи? Замислете, непродуктивни трошоци. Зашто во буџетот ги ставиле воопшто? Гледате колку треба да се разговара за секоја една тема. Затоа понудивме економски тим. Затоа понудивме луѓе што ќе бидат и од што работели во локалната самоуправа да се помогне како да се преброди сето ова. Замислете што ќе се случува за 2-3 години. Вие ќе имате како општини многу поголеми проблеми, бидејќи прашањето сега што следи. Како ќе се финансираат сите општини, да речеме во градот Скопје? Ќе продуцираме нови згради, бидејќи тоа е начинот како да ги соберат сите средства. Затоа треба да се размислува како да им се помогне и преку државата, за да нема насилие во урбанизамот или слично, да се најде начин како да им се помага на сите општини. Дали едното со другото е споено пред времените избори и локалната самоуправа не е споено, но верувајте дека многу повеќе ќе се помага ако централната власт е на ВМРО ДПМН на сите општини. Тоа што со месеци зел збараше средба со владата е, како ви кажам, еден невиден апсурд. Да не сакате како влада си ги примите градоначалниците што се одговорни за милиони луѓе. Немаше средба? Имаше многу подоцна. Значи, првите 100 дена чинам дека и немаше. И добро е што апелот за средба па дојде од сите градоначалници од ЗЕЛС. И тек тогаш имаше средба, но на крајот бенефит нема за општините. Вие сте подпредседател на ЗЕЛС. Така е. И сега сакам повторно околу принципијалноста, бидејќи така треба да дискутираме во моментот и никако на друг начин нема да се дозволам да дискутирам. Не треба да заборавите дека во 2017 година во каква состојба беа наследени општините, односно локалните самоуправи. Огромни долгови. Со одлуки на владата, голем дел од тие долгови и голем дел на средства беа трансферирани кон локалните самоуправи за дел од тие долгови да бидат покриени. Патем, сите инвестиции и сите други средства и на локалните самоуправи и на владата не беа насочени кон изградба на жални врби, споменици или слично, туку се градеа детски градинки, што го споменавте и проектот за локални улици и патишта, нови училишта и слично, да не редам сега редом. И тоа е огромна разлика. Можеме, тоа се бројки кои што многу лесно можеме да ги компарираме во период од 4 години колку локални училишта, улици, градинки се изградени. И
Затоа моментот дека владата изминатиот период не ги помага локалните самоуправи е максимално погрешен. Ги помага од аспект на новата состојба во која што се наоѓаме, а тоа е кризата, која што ја споменавте и вие, енергетската криза. Не е подобро да не го блокирате собранието и таму како народни избраници да се бараат начини како да се справуваме со тоа, таму да биде арената каде што ќе се изнаоѓаат решенија во кои што сите заедно ќе направиме подобро и побрзо македонскиот граѓанин да излезе од овие состојби во кои што се наоѓаме. Локалните самоуправи, кои што се избрани и кои што се нови, и кои што во голема мера ги водат во моментот градоначалници поддржани од ВМРО ДПМН, исто така располагаат со своји сопствени буџети и во сопствените буџети и релокација на средства треба да одговорат на висина на задачата на кризите во кои што се наоѓаме, а тоа е да се понудат повеќе средства за решавање на кризата, а да се скратат оние непродуктивни трошања кои што сите знаеме какви се за тековно и нерационално функционирање на дел од општините кои што за проекти кои што не носат додадена вредност или за вработување. Така да, секогаш медалот има две страни и многу е добро да се разгледаат сите аспекти и да се кажат сите аспекти во кои што се наоѓаме. Во овој момент, ако заеднички оставиме решавањето на енергетската криза и се фокусираме таму, ако вашиот фокус од денес ќе биде тоа, ајде да направиме локалните самоуправи да функционираат подобро, а не ајде даисценираме побрзо немири во државата или нестабилност, немајќи во вид пред каков моментум се наоѓа и државата и со каква глобална криза се соочуваме во моментот, се разбира дека резултатот ќе биде тој кој што е. Ако да. Се демонтиравте сам себе, зашто? Велите по 2017 година, кога победи СДСМ, точно така, си направивте влада, ги добивте скоро сите градоначалници, се донесе закон каде што си ги отпишавте долговите. И сега, кога ВМРО е на власт... Не се отпишени долговите. Добро, се намалија долговите на многу. Не се намалија, туку со директни трансфери од страна на И намаливте долговите. Ви се помогна од државата. Апсолутно. Значи, точно така. Зашто сега не го направите исто? Вие рековте дека државата, односно владата, сега, нема сен... Друга е поентата. Тогаш, кога сте биле централни, ваши градоначалници може да се И помогнат. во овој момент... Зашто сега да не се помогна? А зошто мислите дека не се помага? На кој начин? Како Па се помага во мал милион мерки кои што се за инвестирање и правење на проекти во обновливи извори на енергија. Значи, затоа викам, и самите градоначалници кои што се избрани, треба да го покажат својот менаџерски квалитет за релокација на средствата, но тоа повторно да се прави партнерски преку диалог и владата и локалните самоуправи. Со тој проект, со тој закон, многу ви се помогнал. Не само на СДСМ градоначалници, и на други. И на други. Зашто сега да не го направиме? Добро, а зошто изминатиот период сме ги оставиле општините во една таква состојба. Така? Ама сега е бетер состојба? Не е точно. Сега, како не е точно? Земете ги долговите колку беа претходно, колку се сега. И зошто ги кочевте одредени закони? Кој? Конкретно Па збориме има за зголемување на дотацијата од ДДВ. ВМРО ДПМН кочи такви закони што се за добро на општеството. Не, грешите. Значи секој закон што е добар нема теорија да се кочи од ВМРО ДПМН. Но ако имате лукративни причини или нешто друго, тоа тогаш ќе биде закочен. Но да не забораваме една друга работа. Сите овие пакети на закони се донесоа со лидерска среда. Ако не се сеќавате, ве потсетам. Се што беше важно, седнаа се договорија заеднички пакети да поминат сите закони. И се ова вие што го говорите, повторно испаѓа дека треба да седнеме да разговараме за многу клучни работи. Тоа и ние го бараме. Дали вие ќе го прифатите, тоа останува да видиме. Каде е патот напред, Мисајловски, што е целта на протестот на 18 јуни? Ние кажавме многу пати сите штетни политики што се прават изминатиот период и овие години, да се масовно да се поддржи протестот на ВМРО ДПМН, за да се кажат, да се објават, да се види гневот на народот на мирен протест, што е многу важно, ја повикувам целосно на мирен протест, на еден демократски протест, каде што ќе се она нетрпение што го имаат граѓаните и нетрпеливост да дојдат да бидат масовни и си го кажат и својот збор, својот гнев да го покажат на еден протест. Зашто го говорам ова? Бидејќи пред да донесем одлука за протест и за митинг, ние имавме
средби и сребри со градоначалници, со наши општински комитети, со многу граѓани, каде што не тераа постојано да излеземе на улиците, ова не се издржува, има големи проблеми во секое поле, ова што се прави за економијата, односно ништо што не се прави, секој граѓанин го чувствува на своја кожа и затоа внимателно пред да направиме протест, повикавме на лидерска. Да нема протест, да разговараме за сите прашања. Не одбија и после следуваат други чекори кои што полека ги најавуваме. Овој протест сакаме да го покажеме правото лице на СДСМ, да видат што они направили и целата власт, да види колку народот навистина не е задоволен и да испратиме пораки дека може да биде подобро. И да испратиме пораки дека заеднички може да ги смениме сите работи и да ги повикувам сите граѓани што сакаат да ни се приклучат на еден мирен демократски протест да дојдат. Ги повикувам сите и партии да се приклучат, бидејќи овој протест нема да биде протест на ВМРО ДПМН само, туку ќе биде општо народен и секој ќе има право да дојде да. Костадинов, каде е патот напред, каде води тој и може ли да очекуваме дека вашиот лидер ќе го покани лидерот на опозицијата сепак на средба? Веќе се одговори веќе на тоа прашање, навистина не смее да се дозволи преку уцени и да не се следи моментумот во кој што се наоѓаме за да се бараат тие. Видете са на кој начин господинот Мисајловски ја постави тезата. Ние вика дискутиравме и со нашиве градоначалници и тие градоначалници се избрани исто така да менаџираат. Од народот. И го представуваат народ. Апсолутно, но да менаџираат. И не може и за состојбите во кои што се наоѓаат локалните самоуправи да се каже, ние ќе ги кажеме состојбите во кои што нема доведено владата. Во овој момент на 2 години здравствена криза, енергетска криза, ама вие се Значи не може ниту еден амандман да не прифати. Не. За ребаланс за буџет за еден проект во било која општина. Јас за тоа го говорам. Јас секогаш кога давам изјава велам дека разговарам со градоначалниците, некој проект да се поддржи. Имате во Бутел, морам да го кажам, ќе ми дозволите. Во Бутел имате 2 населени места каде што се на тромење, фактички, односно на граница, и во една општина и во Бутел. Едната општина сте вие таму, ја представувате, другата е во Бутел. Гласаат во Бутел, а територијално е во Чучер-Сандево. Еве кажа само малку. Извинете. Зашто заеднички преку транспорт не донесеме амандман да им помогнеме? Транспорт нека го тера проектот. Зашто градоначалникот на било која општина што е? Јас тоа го зборувам. Еден амандман да се прифати. Зашто градоначалникот на било која општина ваша не го покани на настан, на средба на било што премиерот или било кој од владениот тим со одветен ресор, кој што е потребен во тој момент, туку го кани председателот на партијата или дел од вашиот партиски врв. На кој начин покажувате диалог? Чекайте, вие у Струмица себе беше гостин Ковачевски, еден куп пати Заев и слично се посетуваше Заев, даваше изјави сега. Не. Најднаш што зборуваме за диалог. Ние идеме на терен само не зборуваме за сметање. Зборуваме за искреноста. И за односот максимално. Еве заеднички да повикаме да се донесе тој амандман да им се помогне. Зашто било што ќе се направи. Не гледам пречка. Зашто заеднички се прави со средства на сите граѓани. Еве заеднички. Еве поддржете ни вие, јас ќе го поднесам амандманот. Ајде да видиме. Затоа прво да видиме ваше однесување. Затоа ви реков, граѓаните ги гледаат однесувањата на сите чинители на политичкиот живот. Не може ниту еден амандман да не се прифати. Јас сум поднел десетици, се за проекти. Зашто ви дискутирам многу искрено. Во ваше време кога вие бевте градоначалници, ја тогаш поднесувам. Ама немам потреба да дискутирам за ваше и за наше време. Ако треба да се враќам во минатото, како да ви кажам, многу малку аргументи ќе има на ваша страна и сите знаеме во каква состојба беше оваа земја и на полето на слободите, на човековите права, на слободата на медиумите. Вие заборавате дека 6 години сте на власт? Ве молам, во тие 6 години владата, предводена од СДСМ, има решено круцијални државнички прашања. Остварени се стратешките цели на државата изминатиот тој период. Да не се лажеме. Зборуваме за меѓународни успеси и зборуваме за потврденост на македонската државност и посебност. И поради тие сите големи успеси се имаме 5 кризи во моментов. Кој ги предизвика тие кризи? Дали тие кризи не се чувствуваат во Турција, во Хрватска? Дали не се чувствуваат во Полска? Беше многу полесно. Ве молам, зошто мислите дека толку лесно може да се изманипулира македонскиот граѓанин? Не, апсолутно сега не. Излегувате надвор од прашањето. Прашањето е, ако вашиот председател на држава знае дека ќе има некаков конфликт,
Ако економски сте знаеле дека ќе има последици, што правите сите тие месеци за да се менаџира? Изминатиот период минималната плата колку е сега? Дали историски највисокото ниво на покачување на пензии се случува во моментот? Што направите сега со минималната плата? Имате на незадоволство платите на наставниот кадар е убедливо најголемо во историјата. Но со ова што го направивте, вие направивте огромен проблем. Ве молам, затоа треба да дискутираме искрено, ви кажам, а граѓаните сами да си судат. Колку беше претходно минималната плата, колку е минималната сега треба да се плата позајмите сега? со 1 милиарда ММФ, треба 900 плюс дополнително со еврообразница, а нема средства доволно за да дискутираме како колективните договори. Како изминатиот период. Мора да ги кажете платите на сите фирми. Да не се упаѓаме во збор. Да, Да дискутираме како изминатиот период се правеше меѓународно задолжување, а се градеа споменици по многу повисоки каматни стапки, или сега кога треба да го помогнеме македонскиот граѓанин, кога треба да го помогнеме македонското стопанство и да одговориме на кризите во кои што моментално се соочуваме. Така да ве молам, ќе биде за стопанство. Само да ви кажам дека полека привршуваме, можете со некакви завршни ставови по една минутка да речем. Двајцата. Јас се надевам дека ќе превладе рацио и разум, ќе го кажам ова многу добро намерно, бидејќи во минатото сум учествувал на многу дебати ваки со подпредседатели кои веќе кај вас веќе не се во партијата. Еве се надевам да пренесете дека добро е да се седна за некои прашања. Имаше многу арогантни политичари, министри од ваша страна што веќе не се во политиката и мислеа дека така треба да се работи. Ја мислам дека тоа не е добар начин на водење на држава или слично. Може да се разговара за многу прашања. Мислев како нов, не би рекол дека сте ново раководство и старо и нови, дел од вашите членови и претходно биле, односно во извршниот комитет, како се нарекува, да не ги следите старите политики. Ако Ковачевски сака со рацио да разговара и да има подобар успех во општеството, не може да занемарите дека ВМРО ДПМН е никој ништо, зашто ВМРО ДПМН е најголема политичка партија, има најголем број на советници, има најголем број на градоначалници, има најголем број на пратеници. Затоа е добро ако имате сенс и рацио да седнеме да разговараме за многу прашања, како што сега разговараме. Да, не се согласуваме, но можеби со тоа несогласување да се најдат решение. Ако продолжите по овој начин како што сте тргнале до сега, многу кратко ќе трае за жал. Јас би порачал си да бидеме одговорни политичари на висината на задачата за која што сме избрани. Наша главна цел да не биде да го направиме општеството македонско подемократско, понапредно, да направиме севкупен развој и патем тоа да го направиме максимално коректно и искрено и да не ги користиме тие методи кога брат прислушкуваше брата, туку да си подаваме рака и преку диалог, единствена цел на функциите на кои што сме, да ни биде да правиме подобро општество. Благодарам што конструктивно разговаравме вечерва. Мисајловски, Костадинов, подпредседатели на ВМРО ДПМН и СДСМ беа дел од 36 степен. Благодарам во поканата. По паузата ќе ја видиме новата саботажа. Несаканите слики се повторуваат иако станува збор за коинциденција која е несразмерна по својот волумен. Различното толкување на правото и користењето на моќта сепак креира мачна слика за демократскиот амбиент. Вратата затворете ги оттамо. Кај смееш ова да го правиш, бе? Ќе звонам на полиција да те пријаваме. Отвори! 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 Пушти камера, врата затворите. Кој ти дава право да ме заклучиш? Звоните на полиција, бе. Некам да чекам повеќе, да снимат и... Ајде, нека отворат, ајде. 38 присутни има, отворите врата. Може би секој се одвивало во друга насока и многу побрзо, доколку и улогите биле различни, а актерите свесни за собствената улога во општеството. Историјата не може да се менува и треба да користи како пример за подсетување на консеквенците кои ги предизвикува. И сега некој да како што прават шеги да каже, може требаше да не го избркавте Крсто Муковски, може би ќе ви отвореше вратата. Дава Џафери нема да дозволи некој од Бела куќа или од Бел двор да му наредува како ќе се спроведува собранието.
Сепак впечатокот за големината на партијата на која се реферира е неодмилнив, барем за незините членови. Нејасно е дали актуелните случувања предизвикуваат некој внатрешен конфликт, штом постојат јасни сведоштва за проблемите меѓу две струи во Белата палата. Прв пат во историјата, извинете, не знам Вацур, ама прв пат откако сум активна во политика, нема комуникација помеѓу ВМРО и ДПМН, двете најголеми политички партии во Република Македонија. За две толку големи партии не би требало да биде својствено да претеруваат. Затоа веројатно од сегашна дистанца изгледаат толку мали и беззначајни. Тогаш крупните и сериозни забелешки за нечие предпоставено поведение во Цариград. Дали за време на посетата Зоран Заев ја повторил својата понуда за мито за Вселенскиот патриарх, која што ја дискутираше со лажниот Порошенко по телефон. Руските пранкери не успеа да ги попречат процесите, но емоциите кои ги предизвикуваат политиките кои нив ги стимулираат, успешно си наоѓаат поволно тло. По такво влијание не може ни да се очекува ништо друго освен хипотеза за тоа што би се случило доколку нивниот концепт би се реализира. Ако наместо Садам Хусейн и Гадафи беа обесени еден Обама или Клинтон или Буш, па денес немаше да имаме војна во Украина. Нека ми простат, ама така е. И на крајот, кој мисли да простува, нека прости. Но кога љубовта е толку голема, мора и помалку да се измислува. Пази, филмот на кој се навлече цел век човештвото, филмот потекнува од руски Мандельштайн. Подвижните слики потекнуваат од француска глава, а навлечен на нив станал летонецот Сергеј Езенштајн, чиј татко имал германско, а мајка му потекло од шведска. Но тоа не значи дека не треба да се погледне неговиот легендарен крстосувач Потемкин. Толку за вечера. Се гледаме в понеделник од 22.